Почитувана јавност, почитувани колеги, навистина не можам да разберам зашто не можете да се помирите со фактот дека вистината која што граѓаните ја препознаваат, а која што е кажана од оваа говорница без притоа нималку некој да се навреди заради тоа што можеби однесувањето кое што го продуцира во јавноста одговара токму на таквите изрази кои што ги соопшти колешката Стојановска и нема потреба од нервоза заради тоа што она кое што ние го зборуваме сме го општеле со граѓаните и можете слободно да излезете од оваа сала со било кој граѓанин да се сретнете и верувам дека ќе се согласат со сите оние тврдења на колешката Стојановска во кои што потполно и јас се согласувам со истите. Она што е многу важно и кое што треба да се каже е дека ова собрание во изминативе денови наместо собрание на Република Македонија каде што треба да се разговара за суштински закони кои што треба да го подобрат животот на граѓаните, полека наликува на собрание на еве би кажал со управување на стечајна маса на една држава која што не прекинува од ден на ден да оди во повеќе долгови, во повеќе долгови, во повеќе долгови за работи кои што никој не може да види каде се. Па така да како онаа комисија за финансирање и буџет треба да го промени сопственото име во комисија за задолжување, финансирање и буџет, сметам дека ова собрание со поведението кој што вие го продуцирате во изминатиот период треба можеби да добие предзнак стечајно, заради тоа што вакво безмилосно задолжување кое што вие го правите во ваква ситуација за вакви работи не го има забележено, мислам дека ниту една држава и во регионот и во Европа. Што е многу важно? Важно е дека ова ветување не е од сега, туку е 2019 година дадено и тогаш се велеше дека ќе се гради трамвај. И замислете, да, еве имаме готов проект, да, сега ќе почнеме, ќе изградиме трамвај, па Тимчо е крив, па опозицијата е крива. Еве, 2021 година, таа ваша маркетиншка финта, еве ќе пуштиме закон во собрание за задолжување, ако промине добро ќе си ги потрошиме парите, ако не помине ќе обвиниме опозицијата за сите оние ветувања кои што вие сте ги дале, а кои што требало да ги реализирате, односно требало да работите на истите за тие да се реализираат. Оние нереализирани ветувања кои што ви тежат на вашите плеки нема да исчезнат ако вие го навредите Боја, Лјупчо, Дафина или било кој друг од опозицијата, заради тоа што вие можете овие работи преку вашата медиумска моќна машинерија да ја представувате дека само што не почнале, но се знае дека на тие места каде што требало да се изградат вакви работи и на тие места каде што требало да се почнат ваквите проекти, сепак нема ништо. Да расчистиме од старт, заради тоа што знам дека тоа ви е реченица која што ја споменувате на секој оно тврдење кој што ќе ја соопшти опозицијата, а тоа е дека опозицијата е против нешто. Не, не е така. Опозицијата е за решавање на транспортот во Скопје, опозицијата е за убрзување на транспортот, е за симплифицирање на транспортот, но не на ваков начин како што вие го предлагате. Еве ќе ми дозволите да кажам неколку работи зошто сметам дека оваа стратегија е апсолутно неприменлива. Прво, 70 милиони евра, повторувам, 70 милиони евра долг кој што е базиран на студија, а немат изработено основен градежен проект. Дали целокупното задолжување од 70 милиони евра ќе биде готово и ќе биде доста за да се заврши овој проект. Понатаму, две важни работи, две линии велите, од Кисела вода до Бутел и од Ѓорче Петров до Ново Лисиче. Што ќе прават другите предградија и другите населби во Скопје? Тоа не ви е решено. Ве молам, не вакви паушални решенија, заради тоа што секогаш кога ќе се соочите со фактите, после тоа се лутите дека некој ве навредува. Она кое што би сакал да го кажам, од Ѓорче Петров до Ново Лисиче, 3 коловозни ленти. Вие предвидувате едната да се зафати со овој брз автобуски превоз. Во услови кога Скопје има проблем со сообраќајниот метеж, како ќе го решиме сообраќајниот метеж настанат од овој проблем? Еве да речеме линијата од Кисела вода до Бутел. Таму се вози најчесто по 2 ленти. За тие што се од Скопје добро знаат. Кога ќе се зафати една лента, како ќе го решиме тој метеж понатаму? Понатаму велите, она зелениво средишно ќе се тргне од таму. Како ќе замени тоа со ново и зошто во овој заем немате изработена студија за животна средина? Тоа е едно многу клучно прашање кое што сметам дека треба да го одговорите сите. Понатаму во оваа студија, во овој предлог закон, имате небулози од типот дека брзиот автобуски превоз на раскрсници ќе добива предност. Како ќе добива предност на раскрсници кој што ќе сообраќа на секои 3 минути, а без при тоа да се бајпасира оној сообраќаен метеж кој што ќе настане од таа работа? Не се решаваат
и покрај тоа што ќе се потрошат 70 милиони евра, црните точки во сообраќајот во градот Скопје. Немате направено план и идеја како ќе ги покриете најфреквентните точки, конкретно клиничкиот центар. Ова ќе биде уште еден епик фейл како она предпријатие за енергетски ресурси кое што велеше Петре Шелегов дека ќе се направи за да стопанисува со енергетските ресурси на градот Скопје, па можевме да видиме дека ништо од тоа не е направено. Не ви е комплетна шемата до крај изработена. Ова го пуштате панично за предизбори и за втората фаза апсолутно немате никаква студија. Јас знам дека многу голем дел од владините функционери се фокусираат и ја префрлаат топката на собранието и заради одреден така наречен колективен имунитет можеби пред лицето на правдата. И тоа е така. Но треба да знаете дека ние како избраници на луѓето, избраници на народот, подлежиме под една покритичка мисла, а таа е мислата на граѓаните од каде што ќе се вратиме и каде што ќе треба да поднесеме извештај. Понатаму, не ви недостасува свот анализа добри и лоши страни. Сметам дека тоа ќе треба да се одговори и ќе треба да го понудите на јавноста како нешто кое што треба да ги оправда оние 70 милиони евра кои што ќе ги потрошиме. Кога разговараме за ваква работа, треба да разговараме со кредибилитет. А кредибилитетот секогаш извира од вашите постапки и вашите дела. Е да видиме што ВМРО ДПМН, само на кратко, две бројки ќе кажам, затоа што општам со цифрите, направило за да го реши проблемот со јавниот сообраќајен превоз во градот Скопје. Над 300 автобуси. Дали биле кинески, дали биле украински, нема да навлагам. Така сме знаеле, така сме го решиле проблемот. Ако знаете подобро, повелете 4 години да ни докажете како вие можете подобро да го решите проблемот. Бројките и математиката е екзактна наука која што секогаш на крајот го прокажува она што ќе излезе после знакот еднакво. А тоа излегува 36 автобуси. 10 пати повеќе набавени автобуси во времето на ВМРО ДПМН. Систем за автоматска локација и за електронска наплата во автобусите. Тоа беше одредена идеја за да го скрати рокот кој што кидат автобусите од станица на станица или бројот на секунди кои што ќе се потрошат за да се качат патниците, се извинувам. Што е многу важно? Важно е дека во периодот кој што предстои ќе се соочиме со уште потешка економска криза од оваа сега. И ние цело време апелираме овие денови и сме навистина конструктивни дека треба парите со кои што ќе се задолжиме да завршат таму каде што треба. Почитувани пратеници од мнозинството, ќе ми дозволите да ви споредам додека ние разговараме тука за милиони, како што колегата Сабајле требаше да одржиме една седница на Комисијата за задолжување, финансирање и буџет, каде што требаше да дискутираме и да расправаме по заем од 50 милиони евра. Еве вечерва разговараме за заем од 70 милиони евра, а во меѓувреме разговаравме и ве замолувавме да им дадеме уште 10, 20 и 30 денари на оние кои што штрајкуваат на претвар, за да може да им се оствари и да им се исплати трудот со кој што тие луѓе принесуваат за сопственото и семејство. Од една страна ние зборуваме за милиони, од друга страна во другите општини и во сите општини на Република Македонија луѓето се соочуваат со екзистенционални проблеми. Дозволете да ви покажам една слика која што е денеска постирана на јавното комунално предпријатие Нискоград Бабитова и вели вака: на барање на жители од Буковски ливади за санација на мостот кој ги поврзува Хераклеја и населба Буковски ливади, излеговме во пресрет и го саниравме. Остануваме во служба на граѓаните, слики пред и потоа. Еве за јавноста да види каков мост е саниран, односно да е подобро, еве ќе ги држам овие додека ми останува времето да види јавноста со какви работи се служат локалните самоуправи управувани од СДСМ, додека ние зборуваме за задолжување 70 милиони евра, додека ние зборуваме за задолжување од 21,5 милиони евра, 25 милиони евра, 50 милиони евра, 300 милиони евра, 700 милиони евра, 500 милиони евра. Еве со какви проблеми се соочуваат граѓаните и еве како локалните власти на СДСМ го решаваат овој проблем. Ако тргнеме по ова, како Петре Шилегов со неговиот лик и дело и можноста која што ја прикажа досега за решавање на проблеми ќе го реши овој проблем, тогаш навистина, колеги, простете, но морам уште еднаш да ви укажам на тоа што народот го мисли, а вие не сакате да го слушате. А тоа е дека освен крадење, кловнови и лопови, не може човек да најде во актуелната власт на Република Македонија. Ви благодарам. И ова беше некоректно.